Времето на заедничко читање да биде време на поврзување на родителот со детето. Ќе ја вклучиме во живо нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска, на која што ќе кажам добро утро. И да, ќе зборуваме за тоа како мама ми чита или мама треба да ми чита. И не мора само мама, може и тато, но добро, сега е таков насловот на овој разговор. Повели Ивана. Добро утро, Слободанка, до тебе. Поздрав и до сите наши гледачи. 9 август или во саботата беше посветен ден на луѓето кои што сакаат да читат. Па токму затоа еве ние ова утро ќе зборуваме или ќе ве запознаеме со една прекрасна мама која што многу сака да чита и направи една заедница каде што ќе се разменуваат мислења и муабети поврзани со детската литература, но секако составено и со работилници за деца, за да се стекнат уште од најрана возраст тие читачки навики. Ова утро ве запознаваме со Марија Павлевска. Марија, ќе ти посакам добро и убаво утро. Што представува Мама ми чита и како настана Мама ми чита? Добро утро и благодарам на поканата. Мама ми чита е профил на Инстаграм, кој што се случи или имаше прва објава минатата година во месец март. И од тогаш па до денес таму може да се најдат околу 120 сликовници, рецензии за нив, рецензии за 20 на романи за млади и голем број на книги за возрастни читатели, посебно за родители. И сега како се случи, тоа е нешто што мене како мајка која чита и која е родител што сака да му чита на своето дете, ми недостасуваше, а тоа беше едно информативно картче, каде што ќе прочитаме за сликовници нешто повеќе од онај опис што го даваат издавачките куќи, но и наши импресии од нив, како сме задоволни од тоа издание, како се израдени ликовите, активности кон тие сликовници, како ги прифаќаат децата. Тоа го немаше, ми недостасуваше и ете се решив да го започнам и навистина не зажалив, бидејќи е една авантура која што трае. Да, но и многу мајки се благодарни за тоа што постои профилот Мама ми чита. Како според вас еве треба да се стекнат читачките навики кај децата уште од најрана возраст? Имаме проблем дефинитивно со читањето, многу малку се чита во Македонија процентуално, нели, оние статистики кои што излегуваат, но и децата во прво оделение имаат проблем со читањето и сега еве летниот распуст е тука, нели, треба да се читаат лектирите кои што се за наредната училишна година и се чуваат децата со голем проблем, а тука се вклучени нели и родителите. Така, кога се работи за пример истекнување на читачки навики, секогаш мораме да тргнеме од себе. Дали ние читаме дома, дали тоа дете нас не гледа каде што ние имаме време за себе во кое што читаме, мислам дека тоа е почетокот. Меѓутоа, кога сме со мали деца, тие ќе не прекинат нас многу пати во текот на читањето, но секогаш треба да бидеме со радост да ги пречекаме, тоа да не биде некој проблем и повторно да се вратиме на книгата. Треба да разговараме со нив колку нивната возраст дозволува за тоа што ние читаме, што тоа нас ни значи, а подоцна да споделиме и што сме читали ние кога сме биле деца. Тие книги, тие сликовници, ако ги чуваме да им ги покажеме и така натаму. Кај нас дома, значи се чита постојано и синчето има 4 години и го почитува нашето читачко време и самиот веќе има своја библиотека. Ние книги позајмуваме најчесто од библиотека, па ако книгата ја читаме дома и ни се допадне, веќе пристапуваме кон нејзино купување. Мислам дека за да се изградат читатели, треба да се гради тоа од најрана возраст. Гледам дека децата, иако им се чита до 6 години, да кажеме, кога ќе тргнат во училиште, се смета дека лектирите се доволни, меѓутоа не се. И така се намалуваат читачките навики кај нив и веќе од 10 до 20 години имаме ние драстичен пат на читачката публика. После 20 мислам дека самите одлучуваат и се враќаат кон читање. Да, со оглед на тоа дека сега е летниот распуст, децата се многу послободни, имаат навистина многу време за да читат. Кои се вашите препораки еве за детска литература за деца кои што можеби еве сега во овој период се тренд или пак се нови или пак секако имаат и некое друго својство, односно се поучени, нели, и така натаму?
Така, моментално имаме навистина убава понуда на романи за млади. Посебно се истакнува тука две издавачки куќи, а тоа се Сказнувалка и Чудна шума. Чудна шума имаме и од македонски автори, тоа е Билјана Црвенковска, која што има неколку романи за млади и сите се навистина извонредни убаво напишани и приемчиви кај публиката, кај младата публика. Исто така и издавачката куќа Сказнувалка, романите Магла, романот Мрежа, кои што обработуваат теми кои што се навистина важни. Во Магла имаме за девијантно однесување кај младите и како тие како заедница се направиле еден начин да се справат со тоа. Има многу наслови, ако тргнам со препораки ќе биде само за тоа, нели, ова вклучување, можат да ципнат на профилот родителите или директно да ми пише порака, па спрема нивната возраст и спрема нивните интереси или ете некои предизвици, да кажеме, можам да препорачам директни наслов. Да, убаво е, нели, да се слушаат препораки кога станува збор за литературата, но и верувам дека и луѓето кои што можеби досега се немаат сретнато со мама ми чита, после овој разговор ќе се обратат кај вас за сите совети кои што им се потребни. Правите и работилници. И што се случува на работилниците, кои може да учествува, за кога се наменети? Така, читачките работилници, иако беа голема желба уште од самиот почеток, почна да се случуваат откако добив покана од една издавачка кој ќе да одржам работилница за нивна книга во едно приватно училиште, а потоа гостува во многу едукативни центри, дури во игротеки за работилници за најмалечките. Пролет па имавме работилница во склоп на сајмот на книга, па дури во книжарница. А последната работилница која што ја одржа беше токму во градскиот парк на 1 јуни, светскиот ден на децата. Овие работилници се целосно интерактивни. Децата немаат чувство дека ние читаме, бидејќи ние ја оживуваме приказната. Најпрво се собираме како група и се запознаваме едни со други, па го запознаваме ликот на таа приказна. Ако работам со малечка, со мала група 2 плюс или 3 години, тогаш веќе носам и некоја играчка која што тие буквално ја запознаваат и таа не дружи низ, ако ликот оди на патување, ние сите заедно одиме на патување, се подготвуваме за тоа патување, истражуваме, запознаваме други ликови од приказната и сите тие работи ги правиме преку сензорни, моторички, логички игри и активности, така што сме читале цела книга, а тие не се ни свесни за тоа, мислам колку помина времето. Во вториот дел од работилниците генерално правиме нешто креативно или креираме некои зависимост од приказната, дали крунички, ушиња од зајачиња, последно правевме ветерници и бродче, кои што им помагаат да размислат нели што све примиле во тој ден, а и тој еден мал креативен предмет да го понесат дома и да преку него да разговара со другиот член на семејството кој што не бил присутен братче, сестричка, па дури и другарчињата во градинка и училиште. Така што се надевам дека од септември ќе имаме многу повеќе работилници и дека ќе бидат на многу повеќе локации во многу повеќе градови. Да, она што е исто така голем проблем со кој што се соочуваат децата па родителите, секако нели да се задржи тоа детско внимание за да се седи нели пред книгата и да се чита и вие на еден интерактивен начин го правите тоа во текот на работилниците, но какви совети ве може би им давате на родителите за како децата да го задржат вниманието кога треба нели дома да се чита? Дали е мала или голема возраст, секогаш е тоа да се тргне од интересите на детето. Ако, например, детето силно имаше интерес едно време за возила, ние ќе му понудиме една сликовница со возила, а уште 2 или 3 ќе бидат тука блиску, кои што се на теми што ние сметаме дека се прикладни за неговата возраст и важни и поучни да му ги прочитаме. Така што секогаш е нудење на она што најпрво тие го сакаат, а потоа да креираме интерес за тие други работи што се навистина важни за нив и книгите да бидат дома. Ако ние одложуваме одење во библиотека, одложување одење во книжарница,
нема да постигнеме ништо. Едноставно во тој еден момент на досада, еве да кажеме, меѓу таблет и книга, тие да земат книга. Она што исто така го правите, еве за ова година и пол речиси веќе постоење е мама ми чита читачки клуб исто така, па кој може еве да се приклучи во овој читачки клуб? Така клубот исто настана спонтано, кога низ разговор на тие нели сторис на Инстаграм, беше дека не е важно нели само да се чита, туку свесно да ги избереме книгите што ги читаме, а втората важна работа е тоа и да имаме со кого да ги разговараме, затоа што навистина е џабе да прочитаме 1000 книги, ако за нив не кажеме ни збор со некој друг, или не споредиме мислење за истата книга. Тоа го објавив, имаше навистина голем интерес. На старт мислам дека ќе имаме максимум 10 читателки, бидејќи клубот е моментално само за жени, а читаме жени авторки, се пријавија 30, а моментално сме 50 членки на клубот. Имаме 2 средби во месецот, едната е онлайн, бидејќи имаме членови кои што живеат надвор од Македонија, меѓутоа сепак читаат книги на македонски. Кога доаѓаат за зимски летен распуси, набавуваат повеќе изданија. Ние плански сме со тоа што ќе се чита во наредни месеци, ги набавуваат и ги читаат, па така што заедно ги разговараме најпрво на онлайн средба, последна среда во месецот, а потоа по договор организираме една средба во живо, која што е во Скопје. Да, преубаво кога станува збор нели за литературата, за македонските автори, за поддршката на тоа што се пишува, се твори и се создава во Македонија и секако тоа кога станува збор нели за најмалите да им се направи една читачка рутина, затоа што гледаме дека се помалку децата сакаат во денешно време да читаат и имаат време нели за тоа. Марија, ќе ти се заблагодарам за твојното време, а ќе ти се заблагодарам и за тоа што постои Мама ми чита и прави толку мајки и родители среќни, па и дечиња. Благодарам на поканата. Да, верувам дека многумина кои што не се досега сретнале со Мама ми чита, ќе го посетите овој профил, можете да се приклучите на читачкиот клуб, секако се работи само за мајки, но има многу поучни работи кога настанува збор за детската литература, за читачките навики кај децата и како да им ја доближиме поблиску книгата на најмалите. Убав разговор, благодарам Ивана.